Добре ни дојавте, почитувани гледачи, го започнуваме новото издание на Неделен микс и ве поканувам да бидете заедно со нас, бидејќи навистина имаме многу гости и теми од кои што можеме многу да научиме. Па таква е всушност и првата тема денеска, имено кога станува збор за говорот, тоа е клучен дел од развојот и комуникацијата, посебно од најрана возраст. Се повеќе родители се соочуваат со одредени дилеми, дали и кога треба да се почне да се однесе детето на логопед, па дали детето правилно зборува и кога всушност децата треба да почнат да зборуваат и постепено правилно или да зборуваат. За целиот тој развој, за сите дилеми, ќе зборуваме заедно со Марија Ристевска, таа е специјалист клинички логопед и коосновачка на Логомотива. Марија, добре ни дојде. Добре ве најдов, ти благодарам за поканата, навистина ми е чест и задоволство да сум со тебе во студиото денеска. И мене, Марија, посебно затоа што имаме навистина многу важна тема да зборуваме, а тоа е говорот, нешто што се повеќе е тема на разговор и многу оправдано и вие како фела, да кажам, имате се повеќе работа, имаме потреба од вас, што се вели сите ние, да се консултираме, доколку имаме дилеми за децата и така натаму. Па еве за почеток, што всушност опфаќа работата на логопедот и кога е најдобро да се побара помош? Така, значи, работата на логопедот е едно поле кое што е всушност многу пошироко од колку што знае јавноста. Значи, обично знаеме да кажеме, логопедот само работи кога има потреба исправка на неправилен изговор на одреден глас. Меѓутоа, всушност логопедот работи на многу полиња, односно сите тие средства за вербална комуникација, каде што се гласот, слухот, говорот, читањето, пишувањето, јазикот. Значи, секој пат кога ќе се увиди проблем, односно патологија кај средствата за вербална комуникација, тогаш настапува на сцена логопедот. Значи, во секој период од животот на една индивидуа, кога ќе се увиди ваква патологија, може да се обрати да побара стручна помош. Соодветно на тоа, како што нагласив, значи многу е важно да се знае дека не постои нешто како премногу рано или премногу доцна за говорна терапија. Но сепак треба следење. Родителите треба да ги следат децата во тој поглед уште од најрана возраст и некогаш можеби и не е нешто, да кажам, страшно, но убаво е човек да праша и да се консултира со логопед. Па кога се вклучува оној аларм кога веќе родителите треба да ви се обратат? Кои се првите знаци? Значи, постои посебна развојна скала за говорно-јазични способности кај детето. Секако постои и индивидуален развиток на јазикот и на говорот, односно некои, како да кажам, некои граници кои што може да ги сметаме за прифатливи. Меѓутоа, веќе кога детето едноставно не може да се вклопи во групата на врсници, значи каде што помалку го разбира говорот, има помала продукција на говор, едноставно тој говор е несоодветно и значи граматички и неточен и неправилен. Едноставно, кога родителите ќе го споредат детето со групата на врсници, секако зборуваме за здрава споредба, нели, за позитивна споредба, тогаш може веќе да се јават на логопед. Секако постојат развојни периоди од до што треба како способност говорно-јазична да го има детето. А кога станува збор доцнењето на говорот, дали веднаш значи за нарушување одредено или пак може би едноставно доцење во говорот во тој дел или во развој, но дека тоа подоцна може да се поправи. Така. Значи секое дете е индивидуално, значи секое дете е приказна за себе, што значи дека едноставно може да се работи за индивидуален јазичен развој. Значи, не секој пат кога детето нема да постигне нешто, може да кажеме станува збор за говорно нарушување. Воопшто не е така, значи може да биде индивидуално, меѓутоа затоа е најдобро да се обратат на логопед, затоа што не секој пат постои јасна разлика помеѓу индивидуалниот процес на развој на говорно-јазичните вештини и вистинските говорно-јазични потешкоти.
Сега, исто една тема која што е многу важна, тоа се дигиталните медиуми. Значи, децата се почесто имаат пристап до технологијата, до екраните и сега и ти ќе ни кажеш дали тоа е една од причините за малку компликациите во однос на говорот во ова современо општество. Така. За жал, екранизацијата и користењето на таа технологија се почеста тема на разговор, но во негативна смисла, во негативен контекст. Значи, се почесто имаме дечиња кои што во тој најсензитивен период, значи околу третата и дури пред третата година, се изложени на екрани и едноставно доаѓа до неразвивање на говорот и на јазикот. Зошто е тоа така? Значи, самиот говор се развива по пат на имитација. Значи, детето ги имитира најпрво луѓето што се во неговата околина. Значи, нели, од родителите, бабите и сето тоа што го обкружува и пробува да го имитира за да го, нели, продуцира понатаму. Меѓутоа и самата комуникација, нели, се одвива двонасочно меѓу луѓето. Не е само комуникацијата проследена и со допир, со гест, со емоција и така натаму, сето она што ја прави таа топла и здрава комуникација помеѓу луѓето. Проблемот со екраните е тоа што детето едноставно само прима пасивно информации од екранот. Значи, тоа го гледа, не може да постави прашање, ниту пак нему му е поставено некоја прашање и едноставно само пасивно ги конзумира тие информации што се на екраните. Меѓутоа, не е само проблем за пасивното примање на информациите, многу е важно и што воопшто се гледа од тие видеи цртани. Значи, многу често тие содржини кои што се нели декларираат како детски содржини или едукативни содржини не се ни воопшто едукативни. Најпрво многу се јаки боите, визуелно му пречат на детето. Тоа се многу јаки бои. Звуците се обично многу силни, многу агресивни и не секогаш говорот е бавен во цртаните, за да може детето да го прими. Зборуваме за период од развој на детето, каде што тоа си уште, нели, му треба побавно зборување, па некој па дури делење на слогови на зборовите, за да полесно ги научи тие зборови. Меѓутоа, кога детето е ставено пред екран, каде што толку тоа се одвива се брзо, толку не му се дозволува на детето да го прими тоа и да му легне тоа што го научило, значи доаѓа до имитација на еден говор што, нели, воопшто не е разбирлив, затоа што детето се труди да го повтори, да го имитира тоа што го слушнало, меѓутоа толку се, нели, способностите на детето. Понатаму се ствара и зависност, значи детето може да стане многу агресивно, односно престимулирано од тие екрани и ако до тогаш седело 3 часа на екран, кога веќе ќе пробаме да му намалиме, значи може да стане агресивно, може да ги добие тие тантруми и така натаму. Значи, во одреден период кога детето треба да се, нели, ќе дојде период кога треба веќе да се изложи на екран детето, нели, неизбежно е да се погледне некој цртан, многу е важно родителот да седи до детето, да му објаснува, да го прашува, значи да знае детето што гледа и едноставно да биде повторно придружено со некаква комуникација, тоа да не е толку само пасивно примање на информации. Така, Марија, колку е важна раната интервенција и што може таа всушност да овозможи? Раната интервенција е клучна во логопедската пракса. Значи, многу е од исклучително големо значење е раната интервенција кај детето. Што овозможува? Значи, не само што се коригираат тие потешкоти кои што ги има детето, туку едноставно значи и превенција на проблемите кои што можат да се јават подоцна како резултат на некоригиран говорно-јазичен развој. Значи, многу е важно родителите да бидат добри наблюдувачи и да видат кога детето отскокнува од фазите на развој, кога детето се гледа разлика помеѓу тоа што го прават врсниците на детето или пак многу често можат да го споредат со постар брат, постара сестричка доколку има. Значи да видат или едноставно во секој период кога ќе се почувствуваат дека нешто
детето доцни или не е во ред, може да се јават, да се советуваат, па може од логопедот само и да добијат и совети и насоки како да се работи во домашни услови. Така, а во однос на логопедскиот час, како изгледа еден логопедски третман, колку често треба да се спроведува? Логопедските третмани се приспособени во однос на потешкотиите на детето или возрастниот, односно со еден збор пациентите, во зависност од за каква потешкотија се работи, нели зошто посетуваат говорна терапија. Значи, логопедскиот час обично е во време трајање од 30 до 45 минути, во зависност од концентрацијата и вниманието на детето. Кај помали дечиња обично трае 30 минути, додека кај предшколски, школски деца веќе може да се продолжи тоа време и да биде 45 минути. Фреквенцијата за посетување на логопед е исто така индивидуална. Може да кажеме 2 до 3 пати неделно дека е некое оптимално посетување на логопед за да се постигнат навистина резултати. Меѓутоа, кај потешки состојби, кај состојби каде што треба повеќе внимание или имаме поголемо говорно-јазично доцнење кај детето, или пак едноставно пациентот, ако се работи за повозрасен пациент или родителите на детето, сакаат едноставно почесто да се оди на терапија, затоа што немаат време дома, може би да вежбаат, немаат време толку да му посветат на детето, може дури 4 па и до 5 пати неделно да се посетува логопед. Меѓутоа, 2 до 3 пати неделно е некоја граница што може да се каже дека е соодветна и за да се постигнат резултати. Така, значи, според тоа што го кажа, родителите треба да се вклучени во самиот тој процес, да кажам, на терапија, односно на часовите и оној третман кој што го имаат кај вас. Така, да. Вклученоста на родителите во терапијата е многу повеќе важна отколку што се свесни самите родители. Значи, можам да кажам дека еднакво се вклучени родителите и логопедот во терапијата. Зошто е тоа така? Затоа што најпрво самиот пристап на логопедите, односно на родителите, во голема мера зависи каков ќе биде исходот од терапијата. Значи, доколку родителите се заинтересирани за работата на логопедот, односно што се работи за време на часовите, доколку родителите се навистина поддржувачки настроени кон детето, значи навистина го поддржуваат и веруваат во него дека може да научи, дека може да го совлада тоа што се работи, тогаш навистина ќе имаме многу поголем успех отколку кај оние деца каде што родителите скептично го прифаќаат, едноставно со некаков скептицизам го прифаќаат доаѓањето на логопед или пак сметаат дека не е важно дали детето доаѓа или не доаѓа на логопед, тогаш можеме да очекуваме дека и самото дете ќе биде попасивно за време на терапијата. Исто така можам да ги споменам и повторувањето на материјалот, односно работата на родителите, затоа што логопедите секогаш даваат насока што да се работи во домашни услови, значи дома да се повтори тој материјал, какви вежби да се вежбаат, да се работат дома. Доколку родителите го прават тоа дома со детето, секако ќе очекуваме говорната терапија да оди многу побрзо отколку кај деца што само доаѓаат 2 пати на логопед, па целиот товар е на логопедот. Значи, тие вежби кои што ги учите вие заедно со детето, нели, на часот, треба родителите дома да ги повторат? Или какви се тие вежби кои што треба родителите? Претпоставувам индивидуално, нели, за секој дете е различно, но дали има прилика некои насоки? Така. Доколку се работи за деца, еве конкретно ако зборуваме за таа возрастна група, значи секој пат вежбите започнуваат, односно еден логопедски час започнува со оромоторички вежби, односно тоа се вежби за зголемување односно за подобрување на мускулатурата, на оромоторната мускулатура, односно онаа која што учествува во продукција на говор. Се прават вежби, меѓутоа и за орална свесност се тие вежби, затоа што детето доколку не знае да изговори соодветен глас, да го продуцира, погрешно го продуцира одреден глас,
тогаш многу е можно и да нема свесност за каде треба да биде поставен, например, јазикот, устните, забите, како треба да бидат поставени и се прават вежби, значи за оромоторички вежби. Меѓутоа се користат и во нашиот кабинет користиме и сонди логопедски, кои што се специјализирани исто така за масажа на одреден дел во устата кој што е потребен за продукција на тој глас. Тоа е во однос на стартот на логопедскиот час, понатаму одиме со правилна, односно изолирана поставеност на одреден глас кој што се вежба, па понатаму вежбање на тој глас во различни слогови, во различни зборови, во различна позиција на зборот, во реченици. Издвојуваме секако време и за читање на сликовници во соодветство со возраста на детето, колкава е возраста на детето. Сликовници за да се збогати вокабуларот на детето, значи раскажување, прераскажување на одредени книги, сликовници или бајки. И на крај секогаш оставаме 5 до 10 минути за игра, односно таа игра, иако звучи вака многу наивно, сепак не, сепак логопедот многу дознава за детето преку играта, значи играта има и терапевски ефект, каде што можеме, тоа се обично едукативни игри, каде што детето и учи нови работи, меѓутоа и дознаваме многу за карактерот на детето, можеби за стравовите на детето, за ставовите, за емоциите и така натаму. И според тоа едноставно му дозволуваме на детето на крај на часот да се смири, да го впие тоа што е поминато за време на часот, да научиме и ние за него, меѓутоа и да се развие една конекција помеѓу логопедот и детето. И секако многу често се игра на улоги, односно гледаме тоа што е завршено за време на часот, тоа што се учело, понатаму да се имплементира во играта. Значи, доколку сме коригирале глас, пример Р, тука почнуваме секој пат кога играме нешто, пробуваме да го натераме детето да го повтори правилно гласот, за да му се автоматизира. Значи, бидејќи автоматизацијата е најтешкиот, да речеме, дел од логопедскиот третман, затоа што детето може изолирано да го има гласот и во зборчење да го има гласот, меѓутоа во секојдневен говор е многу тешко да почне да го користи, па затоа играта е и многу важна во логопедскиот третман. Од ова што го кажавте, имам две прашања. Еве, можеме за Р, Р е нели малце покомплицирана буква и нели се вели дека потоцна детето почнува да ја учи. Кога всушност треба Р да ја метне детето во говор? Значи, за гласот Р, тоа е, мислам дека најпопуларниот глас и сите родители го едва чекаат да го добијат тој глас. Значи, кога е време за гласот Р? Веќе на 4-4,5 годишна возраст, детето треба веќе да има некакви обиди за гласот Р. Меѓутоа се дозволува до 5 годишна возраст да се почека за да се добие гласот Р. Меѓутоа, треба да се внимава доколку детето го нема и гласот Л, кој што е всушност, тој ни е едноставно како прв чекор за поставување понатаму на гласот Р. Значи, гласот Л, доколку не е добиен до 4-та година, треба да се почне да се посетува логопед, што значи дека можеби детето нема да го добие гласот Р спонтано. Значи, а доколку постои гласот Л, може да се почека, ева да речеме 4,5 годишна возраст, може да се почека за да се добие спонтано, меѓутоа не е ништо ни страшно да дојдат родителите дури и од 4 годишна возраст, доколку сакаат, или 4,5, не е воопшто грешка да се дојде и да се почне да се поставува јазичето за гласот Р. Да, па веќе кога ќе му спонтано потоа ќе му дојде на детето, нели, да го каже. Да, затоа што не знаеме дали на вистина ќе се јави спонтано или на вистина има пречка детето да го произведе гласот Р. Затоа не е ништо страшно да се јават, да дојдат. Ќе се почне со, како што кажа, оромоторички вежби за едноставно за зголемување на таа свесност оромоторичка и не е ништо страшно и не е на одмет да се јават и да се почне со поставување на говорните органи за гласот Р. Апсолутно е така и секогаш кога еве и повик до родителите кога имаат дилеми околу одреден или
говор кај детето, дилеми во однос на буквите, развојот на говорот, нели подобро е на време да се реагира, отколку да се чека потоцна. Да. Тоа е најдобро решение. Сега исто сакав друго да ве прашам во однос на читањето. Сликовниците, претпоставувам нема родител кој што не му чита дома на детето, но колку всушност нивната важност ета конкретно за говорот, за не само вокабуларот, него и за развојот на самиот говор. Да. Многу голема важност се сликовниците и еве ние во нашата логопедска пракса се почесто се соочуваме со тоа да родителите немаат време за да поминат едно квалитетно време со детето, нели, за да прочитаат нешто, за да раскажат нешто. За жал, таков е начинот на живот, родителите се преоптоварени и така натаму. Меѓутоа, морам да го нагласам на вистина значењето на читањето на сликовниците, затоа што, како што кажа, не само вокабуларот, туку едноставно и имагинацијата се зголемува со читање. Понатаму различни нови идеи за игра се добиваат од сликовниците и така натаму, и на вистина постои разлика помеѓу деца на кои што не им се чита и на оние што на вистина редовно им се читаат сликовници. Марија, дали може проблемите во говорот да влијаат и на самодовербата и на социјализацијата кај децата? Така, да, дефинитивно, значи не само тоа нема да биде, едноставно проблемите во говорот не се само како изолиран говорно-јазичен дефицит или како проблем, меѓутоа тоа е еден проблем врз целиот психосоцијален развој на една личност. Значи, доколку зборуваме за деца како пациенти, доколку кај детето не се реагира на време, тогаш тоа дете ќе полека ќе почне да биде истиснувано од сите социјални групи. Значи, во градинка, нели, нема да го разбираат што зборува, понатаму нема да може да си најде другарчиња соодветни, нели, нема да може да си игра, па едноставно нема да сака да оди на социјални збеднувања, на родендани или така натаму, секаде онаму каде што има деца. Тоа дете ќе се повлече, ќе се затвори во себе си, едноставно не може да ги изрази емоциите, мислите што ги има, потребите што ги има, не може да ги изрази, бидејќи има говорнојазични пречки. Така што затоа е најдобра раната превенција, како што зборувавме и претходно, едноставно да се јават родителите. Не е никаков проблем да се едноставно да се консултираат со логопед, затоа што тие проблеми ја нарушуваат понатаму и самодовербата. Имаме едно дете што е повлечено, едно дете кое што нема самодоверба едноставно, и тоа може понатаму да влијае врз целиот развој на детето и да има, нели, и кога ќе биде и возрасно детето да ги има тие да си ги влече тие проблеми што ги имало од дете. Така. Да. А верувам дека и за детето е многу важно каде ќе оди на логопед. Она врска која што се гради помеѓу вас како логопеди и децата исто така е многу клучна, затоа што детето чувствува енергија, чувствува, нели, кој каков е пристапот, така што многу е благородна твојата дејност и генерално на вас логопедите. Секоја чест за тоа, претпоставам треба големо трпение. Па еве, чисто надвор од оние прашања кои што се предвидени, би те прашала како се роди љубовта токму да станеш логопед? Вака, јас од секогаш сум имала некоја љубов кон тоа да не само кон децата, туку кон тоа да помагам. Едноставно, така еве да го срочам, едноставно сум сакала секогаш да бидам околу луѓе и да им помагам. Значи, не би можела искрено да се замислам во некоја канцелариска работа, значи дефинитивно не. Така што нешто што е константно поврзано со комуникација и со деца пред се, на вистина од секогаш ми било предизвик. И да, треба на вистина голямо трпение. Едноставно некогаш треба, меѓутоа јас на вистина се осеќам убаво. Кога ќе влезам за време на логопедскиот час, едноставно се оставам позади себе, сите приватни проблеми што ги имам и едноставно се фокусирам на тоа што го работам и на вистина имам преубава конекција со децата,
мислам дека со сите деца до сега што сум работела, сум имала навистина преубава конекција и биле задоволни родителите, така што мене ми е навистина мило и нема поголема сатисфакција од тоа да се види да детето сака да доаѓа на говорна терапија, на логопед. Не постои нешто побаво барем за мене. Така, многу благородна професија. Логомотива, центарот каде што ти си коосновач, колку време веќе работи? Веќе 4 години работиме, каде што сме на моја голема среќа веќе оформен тим. Значи освен што сме двајца логопеди сме, имаме и дефектолог, меѓутоа и детски психолог, каде што работиме така како цел тим и навистина сме многу среќни и задоволни од нашата работа, што се создаде така еден тим, каде што може да се мултидисциплинарно да се опфати и да се погледне секој случај што ќе дојде. Така. Пошто многу често децата кои што имаат и проблеми со говорно-јазичниот развој, можеби да имаат потреба понатаму и од дефектолог многу често, па и од психолог за консултација и со родителите и така натаму. Во однос на тоа се случува многу деца да почнат да пелтечат или неправилно да ги изговараат гласовите. Во тој поглед како помагате? Така. Па тоа се некои од најчистите всушности, да кажам, состојби со кои што се соочуваат логопедите. Обично изговорот на неправилниот изговор на гласови или дислалија, како што се професионално како што го нарекуваме, значи Р, Л, С, З, Ц, З, Ш, Ж, Ч, Дж. Ние ги имаме баш многу во нашиот јазик. Да, тоа се некои најтипично за логопедите, односно нешто со што најмногу се соочуваат логопедите. Меѓутоа, да, и со проблемите со флуентноста на говорот, каде што спаѓа пелтечењето, едноставно тоа е се почесто и почесто, односно логопедите се почесто се соочуваат и со пелтечењето. Вежбите за пелтечење, односно логопедскиот час за пелтечење е повеќе насочен кон контрола на ритмот и темпото на говор, меѓутоа и на намалување на целата напнатост кај пациентот и исто така воспоставување на контрола помеѓу дишењето и зборувањето. Значи дишењето е нешто што е клучно, кое што го вежбаме за кога ќе дојдат пациентите со проблем со пелтечење. Многу често вклучуваме тука и некои нешто од јога практиката за дишење, за релаксација и за опуштање, што е многу важно за тие пациенти затоа што се доста напнати и така едноставно увидовме дека нешто такво има голем позитивен ефект. Да, позитивен ефект. Да. Така, исто и Р, многу често неправилно се изговара, но тоа ако може да се реши е одлично, ако не е индивидуално си е сето тоа. И сега зборуваме за децата, но дали се случува и возрастните да побараат помош од логопед? Така, да. Ние логопедите секогаш гледаме да апелираме, односно да подигнеме свеста за тоа дека и возрастните имаат бенефит од логопедската терапија. Многу често се случува возрастните пациенти, возрастната популација на некој начин да се срами да побара помош од логопед или не се доволно пак запознаени со тоа дека и некои нивни состојби може да се решат со говорна терапија, па затоа и многу ретко имаме возрастни пациенти, а реалната потреба е навистина голема и кај возрастните. Значи, обично тоа се пациенти кои што во детството не ги решиле некои од артикулативните нарушувања или пак имаат проблеми со флуентноста на говорот. Како последица на разни медицински состојби може да се јават говорно-јазични нарушувања, значи различни невролошки заболувања, ева да речеме мозочниот удар, состојба после мозочен удар, исто така може да се коригира, кога е афектиран говорот и јазикот. Понатаму канцерозни состојби, исто така со, ако имаме тотална ларингектомија или пак само парцијално на ларингсот, кога имаме случаи такви пациенти.
Меѓутоа има, навистина има Паркинсонова болест, исто така пациентите може да посетуваат логопед затоа што е зафатен гласот и имаат бенефити и од логопедската терапија и возрастните. Значи многу е важно да се нагласи дека едноставно мозокот има адаптација и може да се адаптира и едноставно да учи во текот на целиот живот. Затоа не треба да се лимитираат, да се ограничуваат пациентите, да кажат па не, јас сум премногу стар или сум премногу возрасен за да посетувам терапија. Терапијата не е само за деца, значи воопшто не е само за деца, можат слободно да посетуваат и возрастни и да го увидат бенефитот од терапијата. Вокални професионалци исто така, значи можам да напоменам дека исто така многу често имаат проблеми со гласот и може да посетуваат логопед. Сепак, Мари, исто така треба да имаат родителите во предвид дека не може преку ноќ да се добијат резултати. Па во поглед на трпението кажете ни кога да се очекуваат резултати и како оди тој процес. Така, да. Мислам дека првото поставено прашање на родителите од кога ќе дојдат на преглед е а за колку време ќе завршиме или дали сме при крај. Значи, секоја терапија е индивидуална, повторно ќе кажам, и во зависност од потребата зошто детето посетува логопед, меѓутоа и од карактерот на детето. Значи, карактерот на детето навистина има голямо влијание врз тоа како ќе тече терапијата. Повторно ќе кажам, состојбата во која што ќе не дојде детето, дали има потреба од повеќе внимание или нешто што можеби и побрзо ќе се заврши. И од односот на родителите и тоа дома колку работат со детето, тоа има навистина многу голямо значење, затоа што детето доколку доаѓа само на логопед и само ако ако цел тој товар падне само на логопедот, нема да може да очекуваме толку многу брзи резултати и навистина не постои временска рамка во која може да кажеме за било кое говорно јазично нарушување дека може да заврши за месец, два или три. Значи, тоа е едноставно еден континуиран процес на кој треба да се посветени и пациентот и семејството, да имаат многу голямо трпение. Едноставно е нешто што трае, може да трае и подолго, може некои од говорните терапии па дури траат и со години, во зависност од тоа нели каква била состојбата во која ни било донесено детето. Меѓутоа, морам да кажам дека не е толку проблем детето, колку што сам понекогаш и проблем родителите. Тие се понестрпливи, тие очекуваат побрзи резултати, а децата со сигурност кажувам дека уживаат за време на часовите, затоа што не е класично учење, едноставно е низ игра, едноставно ние логопедите гледаме да го прилагодиме колку што е можно да е поинтересно, за да не им стане монотонно и здодевно на децата. А тие се најважни. Така. И еве за крај, Марија, кој е твојот најважен совет кој што би им го оставила на родителите во интерес правилниот развој на децата? Значи, најважниот совет е најпрво да создадат една топла средина, комуникацијска средина, стимулативна средина во домашни услови. Значи, да одвојуваат одредено време од денот да му посветат на детето, едноставно да работат со него, секоја активност што ја прават во домот да биде и вербално поддржана, без разлика дали се работи за пазарење или пак за дома чистење, местење на продукти купени од маркет. Значи, да му се објаснува на детето што прави, едноставно да се чувствува детето вклучено во сите домашни активности. Со тоа ќе учи нови термини, нели детето ќе учи едноставно, ќе се учи на некои одговорности и ќе биде посамостојно. Исто така да бидат родителите добри наблюдувачи, значи да увидат кога со детето може би доцни во развојот на тие говорнојазични способности, едноставно да го гледаат, да наблюдуваат и
кога, во кој момент да се посомневаат, да се јават на логопед, значи да тоа не е никаква веќе стигма, мислам дека веќе се почесто и почесто родители се јавуваат и тоа е за секоја пофалба, некои само да прашаат едноставно, да им се дадат, па може ќе им се дадат и насоки за дома како да го стимулираат тој говорно-јазичен развој, така што не е ништо страшно да не се плашат, еве ги охрабрувам да се јават, да се консултираат, затоа што е многу важно навремено да се побара помош доколку е потребно. Апсолутно е така и многу ти благодарам за овој корисен разговор, одгаднавме многу дилеми. Да, ти благодарам многу за поканата. Јас си поминав одлично, така што И јас исто навистина многу убаво ни течеше разговорот, па дојдете следни прилики, ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ета, како што спомнавме, зборувавме претходно со специјалист клинички логопед и коосновачка на Логомотива, Марија Ристевска. Навистина за важни теми зборувавме, како и секогаш во неделниот микс. Вие бидете заедно со нас, за кратко се враќаме повторно назад.